почитувани медиуми, втор ден од објавената годишна програма, а реакциите не стивнуваат. Веќе втор ден министерката не ги објавува имињата на членовите на комисиите кои се потпишаа на скандалозната програма без концепт и без стратегија. Веројатно, поради големите реакции во медиумите и на социјалните мрежи, претпоставувам дека и тие самите молат да не се објавуваат нивните имиња. Втор ден поред, министерката не ги обзнани стручните комисии, кои таа на својата Facebook објава ги глорифицираше до таа мера што напиша, цитирам: "Пристигнатите пријави ги разгледуваа стручните комисии кои според нивните извештаи без двоумење поддржаа проекти кои ги оценија како креативен блесок." Под превезот на оваа суптилна реченица, министерката всушност несмасно се обидува да ги промовира проектите зад кои стојат тотално новокомпонирани лица во културата, поддржани со неразумни средства, народни пари. Министерката мора да одговори како овие нови креативни блесоци беа валоризирани од тајните комисии кои стручно и компетентно расфрлаа енормни средства. Врз основа на кој критериум се најдоа на листите на проекти од прва категорија? Дали за сметка на долгогодишните фестивали кои беа во прва и втора категорија во 2022 и 2023 година, сега се оценети дури во четврта категорија со одобрени средства еднакви на едночасовен концерт на млад музичар. Додека, на пример, Сдруженијето за култура, уметност, спорт и рекреација Артал од Тетово за меѓународен фестивал Меридијанс, 6-та едиција, од 300.000 денари во 2023 година, годинава за реализација на 7-та едиција му се одобрени 5 пати повеќе, односно 1.400.000 денари. Ова ли се тие проблесоци на комисиите кои веројатно беа заслепени од сјајот на новите креативности под диктат на СДСМ и ДУИ? Презентираните 14 милиони евра како директни вложувања во културата не можеме да ги препознаеме од понудената годишна програма, па ја повикува министерката јавно да ни ја разреши оваа непознаница и тоа: колкави се буџетите за секоја дејност одделно, споредбено со лани, и колку средства се распределени за проектите во секоја дејност. Меѓу многуте прашања кои имам да ги поставам, а се премногу за овој прес, денес ќе се осврнам само на неколку, а истите произлегуваат од нејзините најавени приоритетни заложби во културата. За кое домашно творештво зборува таа, кога само во драмската дејност се видно намалени средствата, а од тие оскудни средства дури 45% од вкупниот буџет или 16 милиони денари се предвидени за странски режисери. Министерке, каде се македонските автори? Каде се младите автори? Како што на последниот конкурс на Агенцијата за филм им го одземавте правото на младите филмски режисери да дебатираат на филмското платно, така и на овој конкурс им оневозможивте на младите театарски режисери да си го остварат сонат. За каков рамномерен културен развој зборувате вие со брутално фаворизирање на само еден град наспроти сите останати? Колку помалку значење имаат Штип, Струмица, Велес, Куманово, Прилеп и така натаму, па се дури 10 пати помалку финансирани од Битола. Дали заслужи, на пример, Велес и манифестацијата Рацинови средби со 60 годишна традиција од 2022 година до денес за 500.000 денари да им го скратите буџетот и да спадне на бедни 86.000 денари поддршка од Министерството. А добро се сеќавате дека минатата година на отварањето на телевизиската серија на Рацин, на која вие бевте присутна, јавно ве прозвав, а вие ветивте пред целата публика дека наредната 24 година ќе исправите грешката. Не, министерке, вие не ја исправивте грешката, вие го казнивте ликот и делото на Рацин. Дали меѓународната активност на Министерството представува ниту едно целно представување на културата на Република Македонија во странство, односно долго најавуваните денови на македонска култура во реномирани културни центри во светот не постојат во годишната програма? И сосема на крај на оваа пресконференција ќе ви поставам едно директно прашање. Министерке, кој е заедничкиот именител на следниве субјекти поддржани во вашата годишна програма или во ваш жаргон проекти кои се карактеризираат со епитетот креативен блесок? Сдружение на граѓани за поинакво делување Артакт, Друштво за производство, трговија и услуги 3/4, увоз и извоз Доел, и Сташа Божиновска, сите од Битола, кои се финансирани од Министерството за култура со преку 2 милиони денари.
оваа похлебна бездушност и неукост во создавањето на годишните програми 7 години поред во континуитет го распадна македонското ткиво. И на крајот, во духот на креаторот на македонските погубни политики, да завршам. Рибата што ви смрдеше од опашката, сега се усмрде и во главата. Благодарам. Повелете ако има прашање. Сега рековте дека програмата е скандалозна. Дали може да посочите одредени примери на некои друштва што ги добиле проектите, конкретно фирми што презиме, кои добиле и за кои друштва станува збор? Па не можам да кажам конкретно затоа што генерално оваа годишна програма не е концепирана врз примерот на било која земја надвор од Република Македонија. Значи, ние немаме национална стратегија за развој на културата за 23 до 27 година. Значи, ова е правено врз база на лични желби. Например, еве ќе ви кажам, во критериумите кои што ги има Министерството за култура, вие мора да имате минимум 2 години искуство за некоја манифестација и да добиете одредени бодови. И нели тоа се бодува со 10, 20, 50 или не знам колку бодови, така ги добивате средствата. Оваа година ново компонирани манифестации се оценуваат високо надвор од критериумите, а другите манифестации, кои што се со традиција со 60-70 години, се оценувани со 10 пати помалку бодови и со помалку буџети. Значи, листата можам да ви ја испратам, значи се еден куп примери. Еве, овој сега што ви го кажав примерот, а тоа е со еве, разликата. Артало Тетово за меѓународен фестивал Меридијанс, 6-та едиција, од 300.000 денари во 23 година, сега има 1.400.000 за 7-та. А Рацинови средби, значи втората најголема поетска, книжевно-поетска манифестација во Велес, која што има традиција 60 години, таа добива од 600.000 денари, од 2017 наваму е спадната на 86.000 денари. И многу такви манифестации или проекти или физички лица. Еве ви ја кажав последната, Сташа Божиновска, сите и таа е од Битола, со проект од 2 милиони денари. Или, например, имате 900.000 денари за бришење на чкртаниците од времето на шарената револуција. Па за тоа треба да распише тендер Министерството за култура, а не да го одобри како проект. Значи, тие бришењето на сите чкртаници што ги направиле во време на шарена револуција, бришењето го оценуваат како проект. Им даваат 900.000 денари на човек фирма, а една театарска представа во МНТ, во најголемата национална установа, добива 500-600.000 денари. Вкупниот буџет предвиден за Министерството за култура што е 74 милиони евра, 14 милиони одат конкретно за овие проекти, кои што практично за милион и пол мислам од претходната година. Дали сметате дека е добро што се зголемува буџетот за додавување на пари на овогодинешните проекти или сметате дека на друг начин би требало да се остави поднесено да кажам? Ама буџетот е зголемен кога ќе видите во однос на генералниот буџет. Значи, ако лани бил, не знам, 4,5 милиарди и процентот бил 1,34 за култура и оваа година е истиот, се зголемува, како се зголемува генералниот буџет, се зголемува и сумата во процентот кој што го добива култура. Но кога ќе видите по дејности, во драмската дејност, да речеме, ако бил 74 милиони денари, сега е 60 милиони денари. Например, самите театри, секоја институција, средствата за програми им се видно намалени. Ако Драмски театар во 2017 година имал буџет од 9 милиони денари, лани имал 3 милиони и 200, оваа година има 3 милиони. Што значи дека на секоја институција се видно намалени средствата, за разлика од некои ново компонирани, да речеме, манифестации, на кои што им се дадени екстремно многу пари, без никакви оценки и критериуми. Ние имаме нашата држава,
Министерството за култура финансира со 30.000 евра фестивал во Косово. Можете да замислите. Ние дома немаме средства да си ги покриеме нашите манифестации, финансираме фестивал во Косово со 30.000 евра. Не знам точно како му се вика името. Можем да проверам и да ви пуштам. Премногу се проекти имења, но мислам дека ќе го организира албанскиот театар од Скопје.